Граѓанските активисти бараат да се најде решение со честите палења на депонијата Шапкар. Изминатите неколку денови депонијата чадеше, па активистите на Здрава Котлина апелираат за итни интервенции во вакви случаи. Неодамна Здрава Котлина објави фронт против депониите како еден од најголемите загадувачи на околината. Она што многу иритира е фактот што ние имаме платена служба што мора да ја контролира ситуацијата во секое време. Зашто и законски ниту една депонија не смее да чади, не смее да имитира никакви емисии, посебно не на ѓубре, значи не селектирано ѓубре, што експушта разни диоксини, испарливи органски супстанции и кој знае што уште не, пластики, што влие многу лошо по целата околина и градот. Танушев смета дека депониите во регионот се темпирана еколошка бомба, со оглед дека во Струмичко има над 100 диви депонии. Според него тие бараат сериозен пристап, бидејќи се закана за загадување на подземните води, почвата и воздухот. Проблемот со ова решението за ова е во службите, значи пак ќе повторам, службите кои што се платени за таа работа. Законски никој не смее ни да влегува таму. Мора да има видеонадзор, чуварска служба, да е заградено, да не може никој да припари. И доколку ова се реализира, многу помоцен ќе биде тој момент каде што ќе имаме ние проблема вака да го решаваме. Но дури она, ако се запалува, значи пак има некој проблем со менаџирањето на отпадот, бидејќи очигледно не се постапува како што е пропишено. Од комуналното предпријатие Комуналец во Струмица велат дека ѓубрето на регионалната депонија Шапкар се самозапалило поради високите температури, но дека за кусо време со интервенција на противпожарните служби огнот се изгаснал. Ова е чест случај за време на летниот период. Понекогаш, поради големата површина на депонијата, се случуваат палења и од човечки фактор, особено од собирачи на пластика.